Нови тоалети, пиар агенција, истражување на јавното мислење и организирање на меѓународни конференции во странство, додека јавноста чека на одговорност од судијата Пајазит Пајазити, кој досега носеше скандалозни одлуки во случаи поврзани со корупција и луѓе од ДУИ, членовите на судски совет расправаат за парите и јавните набавки што им се доделени за тековната година. Пајазити не се појавил на дисциплинската, а доставил белешка дека е болен и расправата е одложена за 20 февруари. Минатиот пат отсуството тој си го оправда со патување во странство. Се уште е неизвестно дали наредниот месец ќе достави нова белешка и ќе си ја одложи одговорноста за бегството на Блерим Рамадани, кој од затворски го смести во куќен притвор. Во меѓувреме, членовите на судски совет работат турбо. Селим Адеми, кој во советот се смести на предлог од ДУИ, а претходно беше државен советник во Министерството за правда и во секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, тврди дека довербата на граѓаните е 20%, па дури и 30%, според истражувањето на Сдруженијето на судии, а другите институции манипулирале со бројките. Затоа им требале пари самите да истражуваат. А жалам што институцијата што го направил тоа не го промовираше, но сепак тоа е нивна работа, тоа се нивни цели кога ќе го промовират или не, но ние никаде не го кажавме колку ни е тоа. А реално не ни беше 2, реално ни беше повише од 20, па некои проценти имаше до 33, но сепак тоа не е наше. Затоа јас жалам што немаме пари ние да правиме една истражување и сами ќе излогуваме 2-2, толку ни е. 4-4, но без да се шпекулира. Поранешната председателка Весна Дамева, која седна во советот на предлог на екс-шефот на државата Пендаровски и нема ниту еден ден судески стаж, бара пари зашто советот требало да организира меѓународни конференции, а и да ангажира пиар агенција. Не гледам никаде исто така ставка, еве пак за договорни услуги би кажала, за организирање работилници, меѓународни конференции, па и регионални конференции, а имајќи во предвид нашата програма и нашата заедничка заложба за отварање не само и соработка не само во земјава и во регионот и надвор од неа, ние ако го изгласаме овој план за јавни набавки, некако сами се пресудуваме тоа во тој дел да немаме успех. Адвокатката Чочоровска-Илиевска, за која има обвинување дека пред да стане член на советот била донатор на СДСМ и пречат тоалетите во советот. Ние мораме да водиме сметка и за просторните услови во зградата и нужноста од реновирање на одредени делови кои што веќе не функционираат. Веќе ви ги кажам пример тоалетите во страшна состојба не се. Сепак членовите беа на два ума дали да го одложат гласањето за годишниот план за јавни набавки за 2025, бидејќи поради законски рокови можеле да останат и без овие пари кои што им се доделени. Меѓу другото, на седницата беа затворени речиси сите претставки од граѓани и здруженија против постапувањето на судиите од цела Македонија.